И до ден денеска се прават постојано анализи кои се и каде се точките на дискрециони овластувања кои што представуваат ризик од корупција. Затоа што и тогаш и денеска за дискрециони овластувања зборуваме само од аспект на можноста за злоупотреба. Ако на некого му е дадено едно право со закон, дали тоа може да биде злоупотребено? Не случајно ни стана тоа тема, затоа што се дојде до сознание дека се злоупотребуваат таквите права и таквите овластувања заради остварување на некакви интереси или цели, кои што може да бидат поврзани со интересни групи, со бизниси или со политика. Во овој контекст денешен се разгледува и од аспект на можноста за дигитализација на сите процеси. Значи, и дигитализација и апсолутна транспарентност. Транспарентност во носење на сите одлуки кои што се засновани на определено право или овластување и сето тоа да биде во транспарентна постапка и да биде на време објавено. Во делот на вработувањата, анализата се правеше во Transparency International. Сега би сакала малце да направиме дистинкција. Ја правевме и во соработка и за потребите на Државната комисија за спречување на корупцијата. И таму се оцени дека има премногу дискрециони овластувања, посебно во делот на склучување на договори, договори за дело, ВД позиции, ВД функции кои што со години остануваат како ВД извршители на определени позиции, начинот на кој се одлучува за тоа кои кандидати ќе бидат вработени. Значи има многу можности за дискреционно одлучување во сферата на вработувањата, кои што возможуваат и на еден начин, без да се спроведе постапка за конкурс, да се влезе во јавната администрација, затоа што откако ќе се влезе со договор на дело, после 2 години ќе може да се склучи работен однос. Тоа е на некој начин прекршување на законите, ако сакаме така да гледаме. И настојуваме да има тука определени насоки, препораки, како сето тоа да се избегне.